Добар ден, криптоентузијасти, гледаме повторно паника на пазарот, нели стандардна работа, посебно од оние кои што се нови на овој пазар. Многу пати веќе спомнавме зошто се тоа се случува, од каде се тоа доаѓа нормално, но нели ќе повториме повторно. Знам дека многу од луѓето се исплашени, посебно оние кои што се нели новајли, така да е сосема нормално. Значи, ако се сеќавате, уште веќе месец дена наназад зборуваме пред халвинг евентот дека едноставно не можете да знаете што се очекува за време пред и по халвингот. Тоа е оно што моментално го гледаме. Веќе објаснивме и во претходните видеа, нормално дека посебно претходниот халвинг имавме 2 месеци корекција за време и после самиот халвинг, што во оваа ситуација е нели сосема нормално и моментално гледаме дека се случува нешто слично на претходниот халвинг. Зошто е ова битно? Моментално гледаме дека многу од ETF нели фондовите го направија на некој начин оно што го очекувавме, односно стагнираа за време на самиот халвинг и сега дури гледаме и на некој начин малку повеќе забрзани outflows, со тоа што повторно, значи outflows нема од BlackRock, outflows има од останатите и тоа во некоја умерена мера. Значи дури ако погледнете на самиот чарт на оние ETF тракери кои што ги имаме, ќе видите дека не е некој голем outflow, големите outflow постојано доаѓаат од LGBTC фондот, така, значи од Grayscale, така да GBTC фондовите не прават некој огромно крварење, а сето ова што моментално го гледаме, посебно од нели ETF фондовите, доаѓа поради вечерашниот состанок на Федералната резерва. Негде околу 8 до 9 часот попладне треба да погледнам уште еднаш затоа што имавме промена на времето, нели од зимско во летно. Треба да видам точно кога ќе биде FOMC состанокот и нели пресконференцијата после истиот, од која што ќе објавиме линк на нашиот сајт. Значи, она што е битно, што мораме да го забележиме во оваа ситуација е дека поради стравото, тоа што не се знае што ќе биде кажано на оваа пресконференција, не се знае како ќе изреагира Федералната резерва, затоа што ова е прв пат Федералната резерва да треба да се соочи со повторно кревање на вредноста на инфлацијата. Значи, претходно имавме стагнација на инфлацијата, но не и раст. Сега имаме повторно раст и многу од да речеме инвеститорите се моментално уплашени од тоа дека потенцијално Федералната резерва може дури да најави и потенцијални нови rate hikes. Значи, сето ова представува став на пазарот и не е само биткоин, не е само криптопазарите. Погледнете, корекција моментално имавме и во S&P 500, и во Nasdaq, и во Russell 2000 и така натаму. Значи, тоа што треба да го заклучиме е дека не е само биткоин, туку е целиот пазар, односно причините поради кои што моментално имаме пад не се исклучиво само за криптопазарот, туку се за генерално целиот пазар. Сега, значи, на сето ова треба да додадеме и ликвидации, се разбираме. Значи, за разлика од традиционалните пазари, ликвидациите се многу поодразени кога станува збор за криптопазарите, поради малата големина на маркет капитализацијата. Значи, самиот криптопазар има многу мала капитализација, се разбираме, и многу е полесно со леверидж да се манипулира во една или во друга насока. Зашто моментално зборувам? Нешто што исто така многу пати сме го повторили до сега, станува збор за стандардно ликвидирање на лонг или шорт позиции. Во текот на вчерашниот ден имавме 322 милиони лонг позиции ликвидирани. Значи, тоа е уште еднаш, оние кои што очекуваат дека ќе оди нагоре, како и јас, но го прават тоа со леверидж. Не заборавајте, многу пати сум го повторил, ќе го повторам уште еднаш. Големите играчи, оние китови кои што се наоѓаат на пазарот, имаат информации точно кој на која цена, каде го поставил својот стоп лос, значи тоа не е тајна. Вие заборавате дека кога вие ставате стоп лос, тоа го правите на некоја платформа, без разлика дали е Binance, дали е Bybit, дали е Coinbase, значи вие користите платформа. А истата таа платформа ќе користи вашите податоци за тоа каде се наоѓа вашиот стоп лос, каде сте отвориле позиција, за да ги продаде на големите играчи, зборуваме во оваа ситуација на китовите. Така да не заборавајте дека китовите во секој време знаат во кој дел од цената на одреден продукт кој што го тргуваат има концентрирање на стоп лос, без разлика дали е за шорт или за лонг. Ова што моментално го гледаме, постојани ликвидации на лонг, и тоа зборуваме веќе месец дена наназад, ќе доведе до ситуација во која што сега пак имате обрат, значи луѓето никогаш не учат. Сега многу од луѓето веруваат дека ќе оди само надолу. Сега повторно ќе видиме приказни од типот 12.000, ќе оди до 3.000 биткоин, така. Многу од овие луѓе кои што го слушаат сето тоа
и кои што веруваат во брз профит, ќе стават сега пак стоп лос, односно ќе стават шорт позиции, се разбираме. Што значи дека голема веројатност дека наскоро ќе видиме обратна ситуација, каде што сега пак поради тоа што сите веруваат дека цената на биткоин ќе продолжи да се движи надолу, ќе стават шорт позиции со стоп лос, кои што ова исто така го гледаат големите играчи, се разбираме. Значи, најчесто така се одвива играта, сте видели и сами, кога се движи цената во одредена насока, најчесто се случува, нели, и леверидж позицијата да биде насочена кон таа насока додека не добиеме корекција баш со ликвидирање на овие леверидж позиции. Така да ова што го гледаме е сосема нормално. На нашите технички анализи веќе многу пати објаснивме дека секој бул маркет има корекции некогаш дури до 40%, што моментално е една од ситуациите кои што ги гледаме. И, значи, ова е сосема нормално, затоа што ако се сеќавате, месеци наназад, ние бевме oversold и тоа многу. Дури ова е одлично за нас. Значи, ако да ги подсетам оние кои што постојано зборуваат дека леле, ако цената падне до волку, па ќе купам. Леле, ако направи корекција од 20% ќе купам. Значи, човечката психологија за жал така функционира. Кога цената е на многу високо ниво, како што беше на пример на 70.000, многу луѓето викаат, леле, сега ако падне до 50, кога ќе накупам, бубрегот ќе го продавам, куќата ја продавам. Значи, за жал, сега истите тие луѓе што ќе купуваа, сега ги нема нигде, се разбираме. И сега ќе оди по се за сигурно многу надолу, готово заврши бул маркетот. Значи, вака. Никој не може да знае со сигурност што точно се случува, значи зборуваме во однос на самиот бул маркет. Но, во однос на циклусите кои што ги следиме, ова е нормален фат кој што го гледаме на пазарот, проследен со ликвидации на леверидж и нормално со случување од економијата, како што е во оваа ситуација FOMC, односно со станокот на Федералната резерва. Така да овие корекции се сосема нормални, ова не е ништо ново на пазарот. Значи ова сме го виделе посебно оние кои што биле полого време во крипто секторот, ова е сосема нормално, ништо надвор од нормалното. Односно, вакви корекции се многу добри, кога веќе зборуваме за техничка анализа, добивме ресетирање на индикаторите како на дневно, така и на неделно ниво, нешто што беше многу повеќе потребно. Ние се наоѓавме во овербот, значи во прекупено 3 месеци поред, се разбираме, и кажавме дека пазарот е премногу висок, а не сме се уште ниту влезени во бул маркет. Ние успеавме да направиме all-time high пред да добиеме халвинг, нешто до сега не видено. Така да уште ќе напоменам, според мене, барем ова е мое мислење, нормално јас така се однесувам на пазарот, ова е сосема нормална ликвидација, која што моментално ја гледаме сосема нормална корекција, со ресетирање на индикаторите и затоа гледате и сами дека јас не чекам да дојдеме до дното на оваа корекција, јас на секоја помала корекција која што ја гледам дека е значителна, купувам и понатаму во моето портфолио. Односно, ништо не се променило во биткоин циклусот, иако многу од вас моментално сте исплашени. Да, има причини за тоа, гледаме дека инфлацијата не се симнува, гледаме многу други фактори, да речем, на економијата кои што потенцијално посочуваат дури на рецесија, за која што ние претходно исто така имаме зборувано. Значи имате буквално видео во кое што разговараме баш за тоа, пред 2 недели во недела, ако не се лажам, беше баш за тоа. Значи рецесија е повеќе потребна. Ние како криптосфера, ние никогаш не сме имале рецесија за да видиме како криптовалутите нормално прво начело со биткоин ќе се однесуваат во потенцијална рецесија. Значи тоа нас ни е потребно. Ја ништо од ова што моментално го гледам овдека не ме обесхрабрува да си го продам сопственото портфолио, туку гледате дека баш напротив, дури за тоа и вчера ви го објавив видеото кое што го направивме пред некој, не знам, 1 месец во техничка анализа во напредниот курс, каде што објаснуваме дека не треба да се фокусирате толку многу на доларната вредност на вашето портфолио. Фокусирајте се повеќе на тоа колку се големи вашите торби, да речем на македонски, или нели, bags, во однос на коините кои што сакате да ги купите. Значи, јас многу повеќе се фокусирам на тоа дали средната вредност на коините кои што ги поседувам е посакувана, значи дали сум успеал да донесам средната вредност на коинот кој што го поседувам да биде на ниво кое што мене ми се допаѓа за следниот бул маркет и дали количината на коини и токени кои што ги имам за мене е задоволителна. Значи така моментално гледам на сопственото портфолио затоа што е многу поедноставно, многу помалку стрес и овие фадови не ми делуваат толку многу. Многу е лошо кога вие гледате вашето портфолио и гледате како секој ден паѓа, не знам, 1000, 2000, 5000 и така. Значи тогаш веќе изгледа многу страшно, многу депресивно и постојано го имате оној притисок затоа што не постои човек кој што не го осеќа тој притисок.
каде што се сомневате дека леле можеби направив грешна одлука, ова што го инвестирав можеби ќе го изгубам целосно, нормално секој од вас одлучува за себе си, јас не можам да ви кажам што да правите, уште во почетокот на истиот канал, значи тоа го кажувам постојано, но уште ќе напоменам, во однос на она што јас го гледам на пазарот, не гледам ништо поразлично од досега веќе виденото. Ова единствено што е, да речем, разлика која што досега не сме ја имале, се Bitcoin Spot ETFs. Значи, претходно, секој друг циклус се однесувал, ама буквално на истиот овој начин. За разлика од тоа, единствена работа која што гледам дека почнуваме да бидеме се по и по зависни е inflows во Bitcoin Spot ETFs. Само да ги подсетам оние кои што гледам дека веќе очајуваат дека ете нема институциите, не купуваат, само вака ќе ве подсетам. Претходниот циклус, најголемата компанија која што купи биткоин беше Тесла. Една, крај, толку. И истата таа Тесла со дамп успеа да го преполови, односно да го на некој начин уништи главниот дел од циклусот, наместо да се движиме само нагоре. Значи испадна Илон Маск и буквално ја засра целата работа, кажа дека нема веќе биткоин да се користи во неговата компанија за купување на автомобили. Значи сакам да ви кажам дека во претходните бул маркети ние не сме имале ниту спомнато институции. Сега имате најголеми институции во светот, како што кажеме BlackRock, Fidelity, Invesco, кои што инвестираат активно во биткоин. Ниту еден ETF нема само inflows, се разбираме? Да, IBIT значи тоа ETF-от на BlackRock имаше 71 ден inflows во биткоин, што е еден од најголемите рекорди во економијата. Значи тоа ви покажува колку интерес има во ова, но ништо не се движи само нагоре. Исто и овие големи компании кои што купуваат моментално криптовалути, почнувајќи нели од биткоин нормално, истите тие, значи, се свесни дека биткоин и понатаму представува ризична категорија и дека доколку имаме лоши вести кои што ќе дојдат потенцијално вечер од FOMC со станокот и да речем рестриктирање на економијата и понатаму, може потенцијално негативно да делува на цената на биткоин. Затоа и голем дел од овие, да речем, outflows кои што ги гледаме од Bitcoin Spot ETF е стандардна работа. Значи тоа е намалување на ризикот на вашето портфолио во случај да дојдат лоши вести. Практично вие продавате пред негативните вести да удрат на пазарот. Дури и добиеме подлабока корекција, да речем, во текот на вечерните часови, кога ќе го добиеме ова, нели, од страна на Джером Пауел, како пресконференција, јас и понатаму не гледам причина зошто би продал на пазарот. Подлабока корекции само ќе ме натераат да купам што повеќе и повеќе. Нормално секој од вас одлучува за себе си, јас ви кажувам што јас правам на пазарот. А за неколку месеци од овој ден, кога пазарот повторно ќе се движи нагоре, кога ќе имаме позитивни вести, кога се тоа ќе експлодира, тогаш многу од оние кои што сега си ги продаваат своите коини ќе им биде криво, затоа што овој фат е сосема нормална работа, веќе сме го виделе во циклуси наназад и многу често се случува баш така. Во најлошите моменти, кога пазарот изгледа како веќе никогаш да нема да направи рекавери, како тоа е тоа, веќе завршила работава, никој не сака да слушне за крипто, тогаш го добиваме најчесто пресвртот. Слушајте ми ги зборовите, ова сум го гледал веќе не знам колку пати наназад, затоа што ова не е циклична работа од типот на 4 годишен циклус на биткоин. Ова е буквално некогаш за месец до 2. Значи имате 2 месеци фат кога никој не сака да слушне за тоа, кога веќе никој не го интересира и најнаш добивате од нигде никаде придвижување на китовите и цената се придвижила во нагорна насока уште пред да се свестите. Само за напомена, значи ова е податок кој што може да го проверите, значи за еден од главните индикатори кои што јас го следам за да знам дека навистина не се наоѓаме на самиот врв, да речем, на овој пазар. Отворете чарт каде што може да видите колку моментално имаме новчаници кои што поседуваат повеќе од 1000 биткоини. Повеќе од 70 нови новчаници со повеќе од 1000 биткоин се отвориле во последните месец дена. Значи сега не знам како беше точно бројката, но отворете и ќе видите дека 70 нови новчаници со повеќе од 1000 биткоини се креирани во последните месец до 2 наназад. Што значи сите овие ликвидации, затоа што ова нели трае веќе повеќе од месец дена, падот на цената на биткоин, предизвикуваат големите играчи, овие китови, да ги акумулираат малите играчи. Односно сите оние кои што продаваат поради страф на пазарот, гледаме каде сето тоа влегува. Значи, за вие да имате нови 70 новчаници со повеќе од 1000 биткоини, тоа значи дека некој апсолутно ве акумулира.
ова е само нормална корекција на патот нагоре кон следниот bull market, а многу од оние кои што се исплашени ги продаваат своите коини, сега ги продаваат со попуст на некој голем играч кој што е свесен што прави и најчесто ликвидациите кои што ги гледаме како онаа вчера се директно предизвикани од ваков тип на новчаници кои што имаат да речем 1000 или повеќе од 1000 биткоини затоа што имаат доволно биткоини за да предизвикаат ваков тип на ликвидации со цел да ги акумулираат сите оние кои што не се спремни за да продолжат и понатаму на овој пазар. Така да, продолжуваме понатаму, за мене ништо не е променето, ќе ви известам нормално кога имаме дополнителни купувања на пазарот. Во текот на вечерните часови очекувајте го видеото за Селестија Тија, значи имам некои обврски во текот на денот, но сигурно ќе го добиете во текот на вечерните часови. Верувам дека сите сте првомајски расположени. Не е дека некој седи многу и очекува видео, но како и да е, значи мојата обврска и понатаму останува, сигурно ќе биде исполнета и 18 мај се гледаме кај Даскалот пред фудбалскиот терен во градски во Скопје, каде што ќе пиеме пиво со гимиџијата и ќе правиме лайв стрим во живо, каде што секој од вас ќе може да постави директно прашање, а јас ќе дадам се од себе да одговорам што повеќе од нив. Така да ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија. Среќен 1 мај!